Индиската компанија BRG ја купи поранешна порцеланка. Договорот денеска во Велес го потпишаа сопственикот на фирмата, премиерот, министрите за финансии и привлекување странски инвестиции. Според најавите на новиот сопственик, фабриката ќе отвори 1000 работни места. Нашата фабрика во Велес, која што се наоѓа во просториите на поранешна порцеланка, ќе го пофокусира своето производство главно на производи од челик, кои што ќе се продаваат на пазарите во Европа, Африка и на Блискиот Исток. Во неа ќе бидат вработени 1000 луѓе, а вредноста на инвестицијата се проценува на 31 милион евра. Ние ќе вложиме напори, ќе се потрудиме да постигнеме успех во нашата фабрика тука во Велес, со што ќе го направиме Велес повторно центар на производствените капацитети. Повеќе од 30 милиони евра планира индиската компанија да инвестира во производствениот капацитет. Ќе произведува куински прибор и други декоративни производи од неарѓосувачки челик. Со задоволство го поздравуваме влезот на групацијата BRG во порцеланка. Новата фабрика планирано е да отвори, како што спомнав, 1000 нови работни места, што е од исклучително значење за целиот регион. Новата фабрика ќе значи дополнително раздвижување на локалната економија и многу индиректни работни места преку фирмите кои ќе соработуваат со новиот инвеститор. Повеќе од 2 години траеа преговорите за доаѓање на индиската компанија во Велес. При последната посета на Калкута, владиниот тим предводен од премиерот Груевски ја посетиле фабриката. Особено сум горд што по долга работа можам да најавам дека BRG Груп ја купи поранишната фабрика на порцеланка во Велес со планови да вработи 1000 луѓе. Тој ќе биде силен поттик на локалната економија. Ова исто така ќе обезбеди многу дополнителни индиректни вработувања со поддршка на локалните компании, како и добавувачи и партнери на Имсквер Балкан. Раздвижување на локалната економија, отворање на нови работни места и можност за привлекување други странски инвестиции се придобивките од индискиот инвеститор, сметаат локалните власти. Сите заедно треба да имаме горди што сме дел од историската пресвртница за Велес. Бидејќи Велес заслужува да биде претворен во град лидер, град со гордост, како што беше порано, како што ќе биде сега, како што ќе биде и во идената. BRG компанијата со седиште во Калкута има 6 фабрики со вкупно 13.000 вработени. Годишниот приход на фирмата е над 500 милиони евра. Производите кои ќе се изработуваат во Велес ќе се продаваат во земјите од Европската унија. Аце и Никола Думовски денеска првпат заедно даруваат крв. Пензионираниот полицаец вели дека сака на својот син да му ја пренесе семејната традиција за крводарување. Тој досега дарувал крв дури 75 пати. Све почеток и крај. Денеска се надевам дека за мене ќе биде ова последно дарување од некои оправдани причини. Меѓутоа би сакал традицијата да продолжи, што би рекол штафетната палка да ја предадам на друг. Затоа со мене денеска и мојот син кој што за некој месец ќе наполни 18 години и тој да тргне по мојата стапка, како што јас почнав првото дарување ми беше на својот 18-ти роденден, го одбележив така тој ден на полнолетството. Се уште малолетниот Никола вели дека денеска се исполнува неговата долгогодишна желба. Гледајќи го својот татко и тој одлучил да гази по неговите стапки. Вели дека крводарителството е хуманост која спасува нечиј живот. Ова ми е желба уште од мал, оти на секоја акција, на повеќето акции тато ме зимаше со него и ми стана интересно и од мал се решив ја да давам, па понатаму открив што всушност значи да се дарува крв. И уште поголема ми беше таа желба и еве сега конечно за прв пат ќе давам крв. Аце и Никола крв даруваа на првата акција организирана годинава од Општинскиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина. Организаторите велат дека големиот одзив покажува колку велешани умеат да бидат хумани. Благодарност најпрво сакам да изразам до сите граѓани на Велес кои одвојаа од своето драгоцено време и дојдоа да даруваат од својата драгоцена течност со која нормално ќе се спасат многу животи. Акцијата тече во најдобар ред, одзивот е одличен, досега имаме над 30 крвни единици, а се надевам дека до крајот на денот сигурно ќе имаме повеќе. Речиси секоја година Општинскиот Црвен крст е меѓу првите 5 во државата според бројот на собрани крвни единици. Континуирано се зголемува и бројот на млади крводарители. Во овој список од денеска се запише и Никола.
Над 12.000 велешани побарале приватизација на градежно неизградено земјиште. Од управата за имотно-правни работи велат дека дури половина од поднесените барања се завршени. Со последните законски измени, крајниот рок за приватизација истекува во јуни годинава. До 15.6.2016 година завршува можноста да се поднесат пријави за промена на правото на користење во право на собственост. Таа можност се однесува на сите поранешни собственици на градежното неизградено земјиште кои што немаат поднесено барање за приватизација. Управата за имотно-правни работи и Агенцијата за катастар денеска имаа отворен ден во Велес. Најголем дел од прашањата на граѓаните се однесуваат на постапката за легализација на дивоградбите, велат надлежните. Имаме примено заклучно и решено заклучно со денес 140.311 барања, значи толку веќе објекти се легализирани на територијата на Република Македонија, на територијата на Велес се легализирани 5.864 објекти кои се запишани веќе во катастрот. Од Агенцијата за катастар велат дека во тек е бесплатниот упис на имот во руралните средини кој не бил запишан при генералната евиденција. Со оваа акција досега се издадени 2500 имотни листови. Нов лик ќе добие инфективното одделение во Велешката болница. Министерството за здравство планира целосна реконструкција на објектот. Предвидено е проширување и на капацитетот. Од здравствената установа велат дека на овој начин значително ќе се подобри работата на ово одделение. Директорот на болницата Атанас Василев вели дека за околу 5 месеци се планира да почне обновата на зградата во која работи инфективно. Градежните работи кои што се најавуваат и ќе бидат во текот на идната година, веќе напролет во мај месец очекуваме да се реновира комплетно инфективното одделение. Освен инфективното одделение, општата болница предвидува реконструкција и на главната зграда. Директорот Василев вели дека оваа година е предвидено да се менува водоводната инсталација. Со оваа реконструкција во исто време ќе се поставува и нов систем од цевки за грејење на објектот. Стариот цевоводен систем што е во болницата старија веќе 50 години, ние дел сменивме, така да ќе почнеме во оваа година етапно да ги заменуваме сите тие цевки од за водовод и за парно грејење. Според плановите на раководството на Велешката болница, во следниот период се планира главната зграда да прерасне во енергетски ефикасен објект. Се предвидува таа да добие термоизолациона фасада.